какви да мерки ставите, овде нема да важа. Овде секој си тера по своето. Тетовци се чини ништо нема да ги опамети повеќе да внимаваат и да ги почитуваат мерките за заштита од коронавирусот. Преполни улици, кафулиња, ресторани. Маски не носат сите, ниту се запазува дистанца. Сликата од градското секојдневие нималку не сведочи дека Тетово е жариште на вирусот со константен раст на бројот на заболени. Граѓаните не веруваат дека било која мерка, па дури и карантин, ќе промени нешто. Не веруваат дека има коронавирус. Многу. Ја идем често по кафани, влагам, идем и по наши кафани, албански и по македонски, пошто имам другари едни и други, и гледам овие повише нашите не почитуваат овие. Кај албанците тоа се однесува. И карантин да се стави, тоа е вирус, вирусот се пренесува, луѓето ќе се идат пак, не може да ги допре никој. Ништо, тоа е. Не би требало толку да се заострува политиката, бидејќи е се уред. Мислите се е во ред со толку многу заразени во Тетово? Па, за заразените е едно, а друго е за политиката. За заразените е превише од тоа што е. Али за тоа виновни се само мештаните тука што се. Треба само во поблага форма, не оња карантин, зашто со деца мали. Не можеш да им докажеш дека не треба надвор да излагат. А во поблага, например, ноќните часови, може. Опуштени се и тетовските власти. Состојбата не ги загрижува, ниту размислуваат за порестриктивни мерки. Тетовската градоначалничка Теута Арифи на почетокот на пандемијата постојано притискаше до владата и успеваше да издействува разни мерки за заштита и за спречување на ширење на коронавирусот во Тетово. Но сега, кога состојбата е многу подраматична со огромен број на заразени, наместо повторно да се бараат некакви мерки, се сведува само на апели да се носат маски и да се држи дистанца. Следната недела е големиот муслимански празник Курбан Бајрам. Собирањето во џамии и одењето на гости е уште еден ризик повеќе за ширење на болеста, но надлежните засега не навестуваат можност за воведување полициски час или други рестриктивни мерки. И за време на Рамазанот, властите попуштија пред притисоците и заканите на исламската верска заедница, па го скратија полицискиот час, со што се даде можност муслиманите сепак да одат во џамии и по гости, што не беше случај со празниците Великден и Духовден, кога имавме 3-дневен карантин.